Благодарам, подпредседателе. Почитуван пратеник Капасиев. Рековте, собранието не е суд и со тоа се согласувам. Иако собранието не е надлежно за решавање на спорови, надлежен е судот. После спомнавте дека собранието и не е комисија за хартија од вредност, која исто така има ингеренции во оваа проблематика и тука се согласувам, што е сосема разбирливо, тоа е регулирана материја согласно закони. Сега, рековте лош преседант. Тука мораме да расчистиме една работа, односно да се прецизира. Се прави преседант за кој мораме јавно да поставиме прашање. Дали собранието во иднина ќе носи закони за решавање на сите спорови во Република Македонија? Помеѓу владата на Република Македонија и приватни субјекти, помеѓу владата на Република Македонија и граѓаните, а нормално, ако пред устав и закон сите сме еднакви, се поставува дополнително прашање дали собранието ќе носи закони за спогодба помеѓу два или повеќе приватни субјекти. Или пак, што е многу вака осетливо, дали собранието ќе носи спогодби и помеѓу два или повеќе граѓани на Република Македонија. И така натаму, можни сите комбинации. На тој начин, собранието, место законодавен дом, ќе го претвориме во суд, медијатор и нотаријат. Што се плашам? Оваа проблематика беше на Комисијата за економија и овој текст, предлог на законот помина со кревање на рака, што е, нели, сепак и демократско средство, меѓутоа сериозен преседант. Сега на потеке собранието. Ние во Радовиш, почитуван пратеник Капасиев, имаме една поговорка. Вика, не бива таа работа. И да биде не личе. Благодарам.